Jajo i Pajo. Подготвуваат подарок за роден ден. Да не запееше петелот наутро, сите ќе спиеја како трнорушка. Иако дедо Лебеда, некогашен морнар, тврдеше дека спие како на вода. Еј, морнарчиња, станувајте, ги будеше Јајо и Пајо. Кој рано рани, две среќи граби. Јас веќе грабам, се јави Јојо. Утре ќе ми биде јасно како и на Пајо. Дедото се правеше предпазливо. Брзото станување не ми е пријатно. Морам уште малку да размислам. Слушате ли како размислува? Дедо ќе има роден ден? И сакаме да го изненадиме. Děda bude mít narozeniny a my ho chceme překvapit, vysvětloval Pája. A koupit mu И да му купиме подарок, додаде Јајо. Крковичка, месар, трговец и селанец, сакаше да ја искористи ситуацијата. Им нудеше стари непотребни партали, од кои сакаше да се ослободи. На дедо не му требаат пантофли. За преостанатите пари ќе купиме јадење за свечен ручек. Не им останаа пари. Зашто пантофлите кај Крковичка чина толку колку што чина 2 чифта чевли в град. Гледате колку сум добар. Одам да ви ги купам в град. Што ќе биде со свечениот ручек? Ах, јас знам. Дедото е морнар, ќе му фатиме риба. Крковичка се врати од град и се радуваше за добрата сделка. Ги купи пантофлите за децата, но не ги донесе. Зар треба да ги враќам парите што толку лесно ги добив? Ауф, ќе ги излажам децата. Момци, на враќање наминете, љубезно ги покани. Погледнете, колку се убави пантофливе. Убаво ќе ви ги завиткам, за да биде подарокот како што треба. Веќе има подарок. Ох, уште кога би фатиле нешто за ручек. Јас сигурно ќе фатам риба, Пајо. Ja to wiedział. Знаев дека ќе фатам риба. Ja to wiedział. Знаев дека нема да фатиме ништо.
Počekaj, jajo. Sega će pati me nešto golemo. Znaje, sigurno je krap, se raduvaše jajo. Će ima svečan ruček. Znam. Znam deka nema da fati me ništo. To je isto te što mu ja kupiv me na dedo. Jasno mi je. Jasno. Mislim teka i mene mi je jasno. Momčinjata zamina kaj Krkovička. Saka me ušte ednaš da je vidime pantoflita. Mislim deka v kutijata ima samo jedna. Krkovička gi razubeduvaše i se praveše navreden. Što ne vredeše? Moraše da je kaže vistinata. Izmisluvaše deka vo gradot go izlažale i deka i sega decata saka da go osiromašat, koga ba rada im gi vrati parite, zašto im beše dal samo polovina od stokata. Nastana na teganje, kako na turski pazar. Na kraju decata se odnesua osvem pantoflite i polno vkusni jadenja za svečani otruček. Dedo to se raduvaše ne samo poradi pantoflite i svečani otruček. Đavoli morski, što ne mu dozvolivte na skržaveco da gi potkraduva. To je najubavio od podarok za rodenden od Mornarčinja. Taka je to, a... Veleše Krkovička. Poradi jedna potonata pantofla potonal i kako trgovec.